Кратки најави за денешниот дневник. Сите повредени во пожарот во Кочани, хоспитализирани во земја и странство, се во релативно стабилна состојба. Охридските средношколци со почит за жртвите од Кочани. Во тек е контролата на кабареата, дискотеките и ноќните клубови низ државава. Сите кои не ги исполнуваат условите ќе бидат затворени, најави премиерот. Одреден краткотраен притвор за 16 лица во предистражната постапка за трагедијата во Кочани. Нова медицинска опрема за болниците во регионов од Центарот за развој на Југозападниот плански регион. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во утринските часови имавме слаби врнежи од снег. Во текот на денот умерено облачно, ветровито и студено време со сончеви периоди и максимална дневна температура до 6 степени Целзиусови. Во среда во најголем дел од Европа ќе доминира поле на висок воздушен притисок кој што ќе условува стабилно и студено време со локална облачност и со пад на температурите. Во северните делови на континентот се очекуваат повисоки температури од просекот за овој период од годината. На Пиринејскиот полуостров умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре по студеното утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево и ветровито време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 9 до 15 степени. Во Македонија во среда студено утро со појава на умерен мраз и ниски утрински температури кои што ќе се движат во интервал од -10 до -1 степен. Во текот на денот ќе превладува сончево, ветровито и потопло време со дневни температури кои што ќе бидат во благ пораст. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 3 до 15 степени. Во Охрид во среда по студеното утро и температура од -5 степени, во текот на денот ќе превладува сончево и потопло време со максимални 10 степени. Во Охрид во четврток и петок студено утро со утринска температура од -3, односно -1 степен. Во текот на денот ќе превладува сончево и потопло време со дневна температура до 14, односно до 16 степени. Во сабота претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 15 степени Целзиусови. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Сите пациенти повредени во пожарот во дискотеката во Кочани, кои се лекуваат во земјава и во странство, се релативно стабилни. Бројката на хоспитализирани лица надминува 180. На лекување во болнички центри во странство се транспортирани вкупно 76 пациенти. Во тек се преговори за испраќање пациенти во подалечни земји, бидејќи капацитетите во регионот за третман на жртви во пожар се исполнети. Во здравствените установи во Скопје и во Штип има вкупно 89 хоспитализирани пациенти настрадани во пожарот во Кочани, информира денеска заменик министерот за здравство Јовица Андовски. Вчера биле хоспитализирани уште 20 повредени, меѓу кои тројца пожарникари. Во приватните болници има 16 пациенти, а на лекување во болнички центри во странство се транспортирани вкупно 76 пациенти.
И во Македонија и во странство пациентите се релативно стабилни. На пациентите кои беа испратени во Анкара состојбата им е подобрена, информира заменик министерот за здравство. Според директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски, здравствените капацитети во регионот се веќе пополнети и затоа пациенти почна да се препраќаат во подалечни земји. Во текот на изминатата ноќ транспортирани се пациенти во Австрија, Грција, Словенија и Хрватска, а во тек се преговори за препраќање на уште неколку повредени во пожарот во Полска, Шведска, Холандија, Италија и Норвешка. Владата реагира дека во јавноста се пласираат шпекулации и дезинформации во врска со бројот на загинати во пожарот во Кочани. Владата со целосна одговорност потврдува дека бројот на жртви е 59. Сите други тврдења за 100 или за 120 загинати се неточни и неосновани. Ваквите лажни информации само ја зголемуваат вознемиреноста во јавноста и нанесуваат дополнителна болка на семејствата на жртвите. Бројките ги утврдуваат официјални медицински истражни служби кои работат на терен, соопшти владата. Охрид тагува. Во организација на Средношколскиот сојуз во земјава, на градскиот плоштад во Охрид, на мирен собир се палат свеќи за настраданите во Кочани. Стотици запалени свеќи, цвеќе и пораки со почит за жртвите во Кочани. Охрид денес тагува. Средношколците со мирен марш од своите училишта утрово се упатија на Охридскиот плоштад. Велат тагуваат за своите врсници. Болката е голема за прерано згаснатите млади животи. Денеска даваме почит и поддршка на починатите и нивните фамилии. Да, денеска оддаваме почит на жртвите и на нашите врсници и соученици од Кочани кои погинаа во овај трагичен настан. Денешната цел е да искажеме сочувство и да тагуваме за нашите врсници кои го загубија животот. Од оваа голема трагедија, во која згаснаа 59 соништа, желби, мечти и планови, треба да извлечеме поука сите. Потребни се промени кои ќе донесат подобар живот и подобра иднина за сите во ова општество, порачаа младите. Ова е стварно тага на Македонија и ова трагедија на Македонија, што требаме да почитуваме. Затоа направиме сега молк за 10 минути да ги почитуваме овие децата. И се собравме тука затоа што ние сме исто средношколци и ние имаме истото толку години, 16, 15, 14 дури. И овие стварно мали деца се загина. Ова е многу тажно. И ние средношколци се собравме исто да ги кренеме некој почит да овие децата. Тука сме да ја покажеме нашата тага и ние како млади со цел да смениме нешто. Од овдека е почетокот на една промена. Ова е еден мирен марш кој што го организиравме сите заедно. Понатака според ситуацијата ќе видиме како и ние ќе се организираме и како ќе реагираме. Кој сака слободно нека дојде на Охридскиот плоштад, нека изрази сочувство. Овие цвеќиња и свеќите и сите постери што ги имаме направено ќе седат до утре или до задутре. Кој сака слободно нека дојде, нека си го изрази своето сочувство. Ние ќе сме тука денеска скоро цел ден. Уште еднаш посочуваме големо сочувство и многу ни е жал што ова ни се деси кај нас во оваа држава и се надевам дека ќе успееме нешто да смениме. Пожарот во дискотеката Пулс во Кочани викендов однесе 59 млади животи. На лекување во земјава и странство се стотина лица. Сите објекти што не ги исполнуваат условите за работа, како кабаре, дискотеки или ноќни клубови, ќе бидат затворени и санкционирани, кажа денеска премиерот Мицкоски. Во тек е акција на Државниот пазарен инспекторат на целата територија на државата. Контролата на угостителските објекти следува по страотниот пожар во објектот во Кочани, во кој загинаа 59 лица, а над 180 се повредени. Денеска започна теренската контрола на сите субјекти регистрирани како кабаре, дискотеки или ноќни клубови, пошто властите ќе излезат со детални информации. Робусната акција или жестока контрола, како што ја нарече премиерот Мицкоски, е во насока на проверка на сите документи, сите лиценци, дозволи за работа, при што сите оние кои не ги исполнуваат условите согласно закон, ќе бидат затворени и санкционирани, кажа премиерот. Во моментот трае акција на Државниот пазарен инспекторат на целата територија на државата. Инаку, согласно законот за угостителство, се лиценцираат кабареа, се лиценцираат отворени и затворени дискотеки.
Јас би кажал дека не е толкава бројката на целата територија, но е многу поголем од тие кои што имаат обезбедено законски документ. Се истражува и бидете сигурни дека ниту еден објект кој што не ги исполнува како што стои според законот минимум техничките услови нема да биде оставен да функционира. Во нредната контрола на угостителските објекти, премиерот ја најави уште завчера на пресконференција во владата постраутниот пожар во дискотеката во Кочани, во кој загинаа 59 лица, а над 180 се повредени. Објектот во Кочани не може по ниту една основа да биде кабаре и да бара лиценца, кажа премиерот, и изрази жалење дека сето тоа се толерирало. Жалам што досега сето ова се толерирало. И жалам што луѓето во Министерството за економија, дури и кога ги добивале документите под полна материјална и морална и кривична одговорност, таков е законот, екс официо не ги проверувале. Жалам што за 15 минути за одредена сума надомест се давани овие лиценци. Пропуст во законот е што никој не контролира дали реално се исполнети условите за работа на објектот кој бара лиценца за кабаре, ноќен клуб или дискотека. Додека пак инспекторите вршат контрола по пријава, посочи премиерот на новинарски прашања за тоа дали некој воопшто ги контролира овие објекти. 2007 е сменет законот. Во тие измени на законот, документите кои ги доставува правното лице кое што бара лиценца тврди под морална, материјална и кривична одговорност дека ги исполнува условите. Проблемот е што екс официо не се проверени тие документи. Премиерот најави измена на законот и додаде дека веќе се формирани комисии во сите институции да се проверат сите лиценци во државата. Лиценците за работа на кабаре, ноќен бар, дискоклуб или дискоклуб на отворено се издаваат со важност од 1 година, пошто може да се обноват. Од Министерството за економија информираа дека во моментов имаат издадено вкупно 24 активни лиценци, од кои 20 се за кабаре, 2 за дискоклуб и 2 за дискоклуб на отворен простор. Уште 5 барања се во постапка. Според регистарот на издадени лиценци, објавено на страната на Министерството за економија, во Охрид има 2 активни лиценци за дејност кабаре издадени лани, а со рок на важност до април, односно до јуни годинава. 3 лиценци се издадени на почеток на оваа година, 2 за кабаре и 1 за дискоклуб. Доцна синоќа во Основниот суд во Кочани завршила постапката и им е одреден краткорочен притвор од 48 часа на 16 лица, за кои јавното обвинителство ја бараше оваа мерка во рамки на предистрагата на обвинителството во врска со пожарот во кочанската дискотека Пулс, во која загинаа 59 лица. Судија на претходна постапка од Основниот суд во Кочани им одреди краткотраен притвор од 48 часа на поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, поранешниот директор на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски, на дирекција за заштита и спасување Беки Максути. Меѓу приведените се сопственикот на локалот и организаторот на настанот, лица од обезбедувањето, продавач на билети, член на пазарен инспекторат, еден трудов инспектор и други лица. Осомничените се спроведени во притвор во затворот во Куманово и во Шуто Оризари. Вчера државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски кажа дека најголем дел од приведените се сомничат за тешки дела против општата сигурност, зашто законот предвидува казна затвор од најмалку 3 до 20 години. Центарот за развој на југозападниот планински регион им предаде медицинска опрема, апарати на струшка нефрологија и на Охридскиот центар за кардиологија. Центарот за развој на југозападниот планински регион на специјализираната болница за нефрологија Струга му предаде дополнителни 3 апарати за хемодиализа, хемодиафилтрација и хемофилтрација. Овие апарати ќе овозможат подобра грижа за пациентите со хронична бубрежна инсуфициенција, како и за оние со акутни состојби кои бараат напредни методи на прочистување на крвта, потенцираат од југозападниот планински регион. Новите апарати нудат повисоко ниво на ефикасност во отстранување на токсините и вишокотечности од крвта, со што се подобрува општата здравствена состојба на пациентите. Современите технологии кои ги поседуваат новите апарати овозможуваат понапредни и посигурни методи на третман, што директно влијае на намалување на несаканите ефекти кај пациентите.
Центарот за развој на Југозападниот плански регион му предаде опрема апарат за коронарен стрес тест ЕКГ во специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан Охрид. Оваа напредна медицинска опрема овозможува прецизна евалуација на функцијата на срцето при физички напор, овозможува прецизна дијагностика со детекција на коронарна артериска болест, аритмии и други срцеви нарушувања, што е клучно за рано откривање на кардиоваскуларни заболувања. Двата проекти се имплементирани од Центарот за развој на Југозападниот плански регион, а се финансирани преку Министерството за локална самоуправа и владата на Швајцарската конфедерација, Швајцарска агенција за развој и соработка, во вредност од 3.669.000 денари за струшка нефрологија и 930.000 денари за Охридскиот кардиолошки центар. Општина Охрид ги известува сите приватни станоиздавачи, даватели на гостителски услуги во куќи, апартмани и соби за одмор, да ја проверат важноста на решенијата за вршење дејност, издадени од Оделението за туризам при општина Охрид. Од локалната самоуправа потенцира дека издадените решенија имаат важност од 3 години и доколку на истите им истекол рокот, станоиздавачите треба да поднесат барање за продолжување на решението. Оние станоиздавачи кои започнале дејност без потребните документи ќе се соочат со казни. Општинските овластени инспектори по туризам и угостителство ќе спроведуваат зачестени контроли и ќе се постапува согласно прекршочните одредби од Законот за угостителска дејност, информираат од општина Охрид. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.